инвеститорите да дойдат тук политическата нестабилност, да знаем ли да предизвиква, от друга страна имаме раз на производство 15. Значи ще е всеки решение. Идея политическата криза, инвестирате не дойдат или... Млади. Аз не ви да мисля, не се кажам дека е проблемот за Битола, во основите кои што владата и Република Македонија ги били на инвеститори. Дека затоа това е мислам дека не е тоа. Во Македонија скоро се е безплатно за странските инвеститори. Без пари даваме земјиште, комунали изнесуваат 5%, а ние што вработуваат над 500 луѓе, ги му возможуваме поврат БДВ на персонален данок, делот плата и така натаму и така натаму и така натаму. Интересно ќе види еден ден кога ќе говори, нема повеќе биде тајна, колку Република Македонија ја джими секој од тие 15.000 отворени работни места. Дали е во рамките на светските стандартни просеци, или сме дали многу повеќе пари, колку требало да имаме за да отворим 15.000 работни места. Тоа е клучното прашање, што се однесува до Битола. Избегавам да зборувам за жабени, затоа што на времето зборувам за жабени, имам преживено многу работи за жабени. Меѓутоа, треба, знаете како вика, секогаш постои време и постои место. Кога јас, како експониран член на Социјалдемократскиот сојуз, зборував за жабени пред 7 години, кога се параше, условите за инвестирање во жабени беа сосема, да ве подсетам. Во тој период пропаднаа 2 тендери за продажба на една единствена парцела во индустријската зона жабени. После тоа пропаѓање, Шиевски Славко излезе и кажа, ова со жабени не го била. А знаете зашто пропаднаа? Затоа што почетната цена по која што се продаваше метар квадратен во жабени беше 2000 денари. 2000 денари. Не 1 евро. Затоа што комуналиите беа 2000 денари. Не 5% од 2000 денари. Од смена е основните инпути, од направиме на вистина, ефтино да им биде инвестирање. Тоа се смени и климата, која што ги натера еден дел од странските инвеститори да бидат во Република Македонија. Тоа е квалитетна разлика. И сега, повторно, кога тоа го рачистивме, а мислам дека го рачистивме, се навраќам баш на жабени. И шпекулациите, да не шириме шпекулации за ова или за ова, нема шпекулации. Значи нема ширење на шпекулации. Има нешто како изјава на господинот Ханс Кромберг, кој што тука беше на отварањето на жабени. Ако на некого му треба, ги имам снимањето на Бяло телевизија Орбис. Господинот рече вака, после купувањето на оваа земја, сепак се соочивме со еден голем проблем. Спротивно на она што го очекувавме, земјата има многу висока водосодржина, толку висока, што основите на нашата фабрика мора да се изградат през насипи дополнителни, што предизвикаа дополнителни трошоци од 1,5 милиони евра. Дали ни треба некој друг одговор зошто ниеден од тие останати 27 или 26, 28 инвеститори од тогаш не инвестират. Одма ќе ви кажам, владата му вика, колку луѓе ќе запослиш? 20, 30, 50, 100. 500 имаш? Нема. Нема да ти дам пари за да поправиш носивоста на земјиштето и да почнеш со градба. И нормално тие 28 инвеститори си ја прават математика. Колку ме кошта јас да истурам овде томи чакал да го набијам, да направам насип, како што кажа господинот Кромберг, и да ја кренам фабриката, ќе ме кошта 500.000 евра, 700.000 евра. И како што направи оно гравари, што замене си, и како текси,
купува за 5000 евра. Ама не може да пуштам на града, биде го пушта. Дека си одам грава и там нема потреба да правам нас. И додека тоа, како битолчани не си го признае. Ја стопате, дајте да заземиме некој партиски став. Силоста на земјиштето, индустријската зона не е добра. Треба пари за да се подобри. Океј, општина Битола, совесно сум да ќе донесеме одлука. Таква е каква е зоната, ја знам дека не можеме ние да ја дискуцираме од таму. Ќе донесеме одлука. Секој инвеститор ќе ни помогнат 70-80% од цената на чинење на подобрување на силоста. А додека ги затвара машина, и викаме царот не е и кралот не е гол, а тој шета по Широксокак, ништо нема да направи. И понатаму ќе немаме ни еден од следните 20, па нема да има кој ќе 20, затоа што веќе си ја научи лекција. Ни еден од последните 28 инвеститори нема да дојде. Знаете како почна директор, знае. Овој последниот инвеститор со пелети или не знам, минатата година што ние како општина му дававме $1 милион на град. И зашто почна на град? Затоа што биде $1 милион. Не дека тие му покриват трошоците за почеток на град, ама колку толку, може да му покријат 30-40% еден стимул да доволен, за да влези некој и да почне да огради објект. Ето, тоа треба да го направиме како град и како држава. Иначе, само празни муабет. Ние ќе збораме дека индустријската зона е празна, вие ќе зборате Кромер и Шубер за мостот од 3000-4000 и на град Зиде ќе немачи зошто не се разбира индустријската зона. Зошто и понатаму останува само на Кромер и Шубер. Тоа тоа што имам да го кажам. 100.000 луѓе, 100.000 не се многу лесно. Плаќа се две, но